Значи продолжуваат сите активности како во однос на предистражните, така и во однос на истражните постапки. Како што ви е познато, имаме 7 истражни постапки во кои се опфатени 60 лица, а бројот на предистражните постапки е во континуиран пораст. Со оглед дека се тајни предистражните постапки, се надеваме дека јавноста наоѓа разбирање за тоа дека не сме во можност во овој момент да споделиме дополнителни податоци за нашите предистражни постапки. Она што би сакале да го кажеме, а од исклучителна важност, е дека во овие предистражни постапки голем дел се фокусирани на финансиски истраги. Финансиските истраги за познавачите јасно е дека бараат одреден временски период за целосно да се собере и анализира доказниот материјал, за потоа да може да се влечат заклучоци во однос на она што ќе биде производ на самата предистражна постапка. Сакаме да кажеме дека ваквото наше делување има исклучиво цел да покаже дека криминалот не е активност која што се исплати. Така што лицата кои што се бават со криминал, освен кривична одговорност, ќе сносат и материјална одговорност, односно имотната корист која што ја прибавиле од кривично дело ќе им биде одземена. Она што можеме како јавен податок да го дадеме е дека ние имаме изјава од лицето Коста Крпач, со која што тој нас не укажува дека постоеле такви закони. Затоа е известено јавното обвинителство Скопје, доказите кои што ги последуваме се тука кај нас, меѓутоа упатени се, доставени се до основното јавно обвинителство Скопје сите релевантни информации кои што можат да им послужат во таа постапка и се разбира, како што кажа, се работи за сензитивни информации и за предистражни постапки кои што се во тек и не можеме во оваа насока во овој момент на јавноста да ја обезбедиме дополнителни податоци. Како што кажа, се уште тече рокот на председателот и веруваме дека председателот ќе ги отповика и другите одлуки за аболиција од една страна, од друга страна во делот на аболициите кои што веќе се поништени, постапките нормално си продолжуваат и немаме пречки за понатамошно работење. Во другиот дел ќе видиме како ќе се одвива по завршување на рокот. Сега мора да потенцираме дека на списокот за аболирани лица имаше лица кои што се осомничени, се разбира, имаше лица кои што биле во својство на сведок како лицето Коста Крпач, имаше лица за кои што до тој момент до кога беа помилувањата не беа поведени никакви постапки, односно немаа никакво својство кај нас, нити својство на осомничени лица, нити својство на сведоци. Ова го потенцирам затоа што имавме лица единствено кај кои што имавме вршено претреси, се разбира за потребите на предистражни постапки и тие лица се најдоа на оваа листа. Од помилуваните лица, вкупната бројка ја имате објавена во Службен весник. Од нив можеме да кажеме дека во Титаник не се повлечени аболициите за 5 лица, во Тврдина не се повлечени аболициите за 3 лица, во Тортура не се повлечени аболициите за 6 лица и во ТНТ не се повлечени аболициите за 2 лица. Точно колку сведоци има, освен за лицето Коста Крпач, не можам да ви кажам, значи Коста Крпач со сигурно беше сведок. Она што можам да ви го кажам е дека постојат уште неколку лица кои што не се водеше воопшто постапка за нив пред ова јавно обвинителство. Точна бројка ќе ви доставиме преку мејл, нема никакво лица, немаа својство. Немаа својство тие лица кај нас, ме разбирате? Значи не беа други во својство на сведоци во овој момент, до тој момент додека беа повлечени аболициите, немаше сослушано во својство на сведок друго лице, мислам барем ќе мора да провериме од тие за кои што беа повлечени. За колку лица не се поднесени, бидејќи и тоа е важно? Да, во Пуч не се поднесени за 2 лица.